Последна и пол година, почитувана публико, гледачи, малко ми крцкат столов. Да. Мислам не последна и пол година, последна и пол година се враќаме со нашиот подкаст Имам нешто да ти кажам. Во ново студио, со Во ново руво. со ево еден екстравагантен човек до мене тука од мојата лева страна, од маленкост. вашата десна страна на екраните. Значи последна и пол година пауза. Баш ради вакви технички работи, не знам, микрофони, камера, светло, простор, студија, тие работи, сега полека работите си иде на свое место, си се опремвиме, сега може вие да видите технички овдека работи некои недостатоци, ама од епизода во епизода то ќе си ојд се подобро и подобро. Да, кој што ќе идат и да. гостите ќе носат по некој поклон и ние тој поклон ќе го што тој поклон едноставно ќе се збогати нашиот студио. Да, или пример знаењето на некој сега зад камера, ако дојд, мислам може да Во секој поможи да ни случај. кажи како трейд. Да. Како и да е, апдејти ќе си има на секој, ќе си ојд левел ап цело време. Иначе ова е од левата страна Илија Трале Левески, го враќаме на YouTube сцената. Не, после 3 години, повторно Абе, се враќам. 3 бе, Појке. 3 појке. Појке можда. Зато 3 до 4 години се враќам на YouTube. 4 море, 4 културолошка, 4 Ти пред културолошка прекина 5 море. 5. Многу години без Остари. YouTube, јас искрено веќе не знам, време во летат. Ми фали YouTube сцената, ми фалат фановите, ми фалите вие. Па не знам, никој не ми фали то на YouTube искрено и ова сега денес ме гледате уште еднаш, не знам, Јовче кога ќе ме викнит. Уствари јас те викнав за да почнеме сезона моментално, да ја почнеме ко некоја најава да направиме, не е ова некоја класична епизода подкаст, туку пред да почнеме пред првата, ова интро некое сега, пошто за прва сезона си правевме, за втора не ми текви, имавме пауза голема и Не трета... имаше за прва сезона во Шиба. За прва имаше интро, за втора не знам дали имаше Втора, интро да, или немаше. директно почнавме. Не, имавме некој, јас и Вик си правевме меѓу нас некој моабет и нешто. да, Прилика, ама имаше, беше да. цела епизода уствари. Првата беше тој ме прашуваше мене, па втората јас него, нешто така, па Така, после нешто, со гости. да. Не е битно. Мислам, моите да се вратите на Тоа е само видеава, едно ќе ги минато. видите. Сега, пред да почнеме со нашите гости кои што ќе си ги викаме во ова студио, сакавме конкретно овака, да си направиме една епизода кратка, едно интро, да не видите, да видите од прилика кај сме, што сме, ова што го гледате ќе се мен вид, значи тлани логото го сменавме, си направивме стикерчиња, си направивме шоличиња, логото го правеше Томас Рапеш или коа како. Уствари што ќе правиме ние? Ќе снимаме доста, мислам дека содржини, доста епизоди треба да исправиме годинава, така си дадовме што сакаме една бројка да ја исполниме на епизоди што ќе се баш подкаст, видео подкаст, аудио подкаст, посебни епизоди, некои од овие што ќе ги ставаме, петврток башка и секако другиве содржини кои имам нешто да те прашам и такви нешто да работи. те прашам, да, Мислам дека беа доста интересни за луѓево. Да, и онака сигурно беа ќе интересни, имам нешто да те динамични. прашам плюс со деца. Да, со деца, со помали. Најинтересно беше, искрено и јас, Да. мене ми беше тоа најинтересно. Па најинтересно и за прајање, за сите, снимање, да. за работа. Деца се брат, секогаш Ја ќе интересно. одговори даве, да. Секогаш. Многу попаметни, поискрени од нас, на пример, ќе дајат од секој Во возрастен секој случај, човек. да. така. Да, тоа е. И си имаме некоја листа на гости што сакаме ги викнеме, секако тоа ќе се надоградви, можда некој ќе сакат, некој нема да сакат, ќе видиме то чекор по чекор. И исто, може слободно да ни напишете некој предлог на Инстаграм, на YouTube, во коментар кој мислите дека треба да дојде како гостин кој сакате да го поканиме, да го видите, да зборови за некои работи, што сакате да се зборови теми. Слободно дајте предлози, пошто мислам третива си нас да ни е интересно во секој случај. Да, нешто направивме муавет, ево во ова година и пол што уствари што не опфативме, што пропуштивме. Пошто се случија многу работи, заврши пандемија, почна војна, од негативниве работи се почна. Да, добро, ама до секако толку имаше уве работи ние. Четврта година културолошка поминавме со настани, влегвиме сега во петта година, спремаме доста интересна програма, 10 години театарска аматерска, независна театарска аматерска група, аматер. Ќе правиме представа за јубилејот на 26 април 2023, спремаме
куп работи. Многу Во настани теков преку на зимава година. ќе имаме неколку активности, настани и активности. Мој ми некој да најавиме, ево сега на 3 пример декември ќе имаме изложба во Младински центар, Охрид, изложба со млади фотографи. Да, односно, на 29 генерално- заедно со спасителна Да, тоа е служба што е и со Ехо, планински филм. И имаме настан во спасителскиот центар, Спасителна. спасителна. Планинска служба. Планинска Или служба. планинска спасителна ПСС, служба. Да. ПСС. Ево, ќе ги наречиме со тоа што, ама не знам дали ќе го видите вие подкастов пред тоа. Па треба да го видат, мислам Ќе го дека види? брзо, да, ќе го видат. Кога? Аме мујме до неделава. Добро, значи на 29 30 и 1. Да. Така му идат во планинска спасителна служба, имаме филм, Па на 3. па на 3 Изложба. имаме изложба. И на 25-ти, од Здравје, прилика Боже. 24-ти, 25-ти 25, ќе имаат да. интересен настан планиране за Сараиште. Да, бе, не го кажеме. Ама Нека остане. не е точно имево, ама ќе е нешто со плочи. Нешто ќе е со плочи. Нема бетонски плочи да се- надгробни. Немаше потреба, ама до Сечи. ќе титниме ова Да, копцовка. Не, ама треба да е интересен настан, се осмислува не самаме да хајпниме и после да не испадне ништо Да. од настанот. Па една Постепено ќе недела ги пред работиме Нова сите година. настани како што и до сега работевме и цело лето така го направивме и 4 години уназад така работевме настан по настан, немаат потреба од брзање, немаат потреба од Да, да. не да. знам, нервози. Да. Пошто спомнавме Младински центар, односно јас го спомнав, сакам тоа да кажам дека Е, исто така во година 2022 да, се отвори точно. на 12 октомври 2022 Младински центар, нешто што претходните 2 сезони многу се зборуваше. На Младински културен центар, МКЦ се зборуваше, ова е Младински центар. Да. Па здрави идејата е дека се надеваме ќе прерасни после 3 години Да, во во Младински институција, културен во центар. нешто што- Се наоѓаат во старата касарна, вторана зграда, вториот павилјон кај што е над касарна хаб. А кај што ги спомнавме касарна хаб, може ти да ја најавиме и првата епизода која што ќе биде на овој подкаст во третата сезона ќе биде со луѓето од касарна хаб, со Ристо, Кате и со Наум. Убав муавец си направивме, интересна приказна е. Кажа многу убави работи, односно ќе кажат многу убави работи, затоа тоа ќе го видите Да, во ќе оставиме првата искрено да сезона. си го слушните тој подкаст стварно затоа што ова што го отворија касарна хаб е најголем новитет во градов после МКЦ, Младинскиот центар уствари. Касарна хаб нема досега никакво такво нешто, таква немаше институција, хабој кај да, нас. немаше хабој кај што да си слушните, пубо ќе ви каже те, јас многу да не зборувам. Друго што е интересно е дека сега светско првенство имаат во Катар, брат. На сред зима. На сред зима 20 ноември до првенство, 20 декември. Почна светско. Ево јас тебе да те прашам, Хозе, Аргентина вака, го ти јаде. како се осеќаш како голем фан на фудбалот, пред се сакаш да гледаш фудбал и да играш, колку Да. играш убаво не знаеме, ево не знае други, јас знам појма немаш, ама нека да играш трале. Нема те викнам во балон. Да, не, уживај се. Вистина, ти као се осеќаш вака брат на зима да гледаш фудбал, а пиво да не можеш да пиеш, мислам, можеш. Не ама- можеш, ама немаат Грдот ќе те еуфорија, нема. немаат атмосфера, некако мислам дека сите ќе се сложат. Мислевме дека е јако, некако ќе си напреш, ама ја на работа си, ваму си, таму си, не можеш утакмици да ги фатиш кој што не дека на лето не би било, ама друга е атмосфера, ама мислам поопуштено е, лето е, лабаво е, имате еуфорија општо низ град или замисли што ги задешаваше да ги победевме пример на Португалија ние во баражот и да влезевме ние на Азербејџан светско. да ги победев. Тоа ќе беше на пример многу појако, ама како и да е немаат атмосфера се гледаат и на стадиониве, на утакмициве и мислам дека е тешка глупост тоа што се Тешки направи. фейкери, брат. Во Катар општо што се направи, со нивниве закони правила исто без веза го уништвет фудбалов, пари се само битни да се полнет Да. и некако игра ја уништвет, а уствари љубителиве на фудбал и на светско првенство пак ќе ги гледаат утакмициве заш сакат фудбал уствари и на некој начин ќе го занемариш тоа, ама пак не е тоа сам да кажам. Дур смо дека јас сега сам да те прашам пошто ти фудбал многу, не знам дали пратиш. За Манчестер Сити си, брат, ти си за катарци уствари. Да, бе, брате, навиваш. јас Значи ти имаш почнато да гледаш фудбал 2015-та ти. Ко стана Сити шампиони. 2012-та стана, ама Па немаат врска. 2012 јас почнав да навивам за Сити, иначе.
Значи, затоа сакам да го Да, тестирам. не, знаеш кој беше? Сакаш да го тестираме твоето знаење во фудбал? Не, те молам. Ајде бе. Ајде. Саш имам припремено неколку прашања за Ајде, тебе. ова, Фудбалски го чекам. квиз. Да, ама За светско првенство, ама Ама прашања да можам да поврзани избирам, само. така, од ABC Некој се реков, со некој избирање, да, некој не не, се. Со катастрофа. штоперица може или без штоперица? на тебе оставам да пуштам ја штоперица или може да си мултитаскинг? Не, ме ќе пуштиш ти штоперица, јас ќе ги читам прашања. Имам 12 прашања. О, 12 прашања. Дали може за 60 секунди 10 да ги- секунди, брат. Барем, нема. Ајде, колку шо да видам. Ево 12 Ајде. прашања за колку време ќе ги Да одговорам. ти кажам одма точно, не точно. Така? Да, бе, иначе ќе заборавиме што сме одговорил. Да, на пример. Ајде, 3, Спремен? 4. Ајде. Која земја има најмногу титули на светско? Аргентина, Германија или Бразил? Германија. Не. Бразил? Која Мислев, ама реков можда не. Која земја или земи беа домакини на светското во 2002? Ме прашуваш кој? Да. Не знам, брат. Ај кажи. Јапонија и Кореја. Јас слушнав преска, да. Зошто Зидан доби црвен картон во финалето во Со глава удри 2006? фут, не знам на кого. Плюс поен ако кажеш на кого го удри. Не знам, брат. Матераци. Матераци, бе, ле. Кај се одржа светското во 2010? И во 2012 и во 2010 имаш? Не бе 2012, 2012 беше европско. 2010 во Вузели имаше. Во Вузели имаше. Да. Тоа беше она. Африка. Која Африка? Јужна Африка. Южна Добро, ајде Африка. се важи. Добро, таа е Африка е. Кој го освои 2010 светското? Бразил. Не. Не. Бразил не Шпанија. Шпанија. Брат, поминаа 60 секунди. Угоде, ај, ќе ги дотераме. Колку беше резултат на Германија Бразил во полуфинале во 2014? Колку беше 8-2, нешто така не беше? 9-3. Не, е подолу едно. 7-2. Не. 7-8-1. Не, 7-1. да. Ги кажа си бе. Добро. Кои земји игра во финале на светско во 2018 во Русија? Последно светско што беше. Германија, Италија. Појма. Франција освои, брат. Ај, Франција, Хрватска, брат. Франција, Хрватска. Да, бе, брат. Хрватска игра? Да. Катастрофа. Кој актуелен европски шампион не се пласира на светското во Катар сега годинава? Актуелен европски шампион. Италија. Браво. И ние ги тепавме, затоа не се пласира. Епа, ми го кажа и следно, која земја Јас сум испадна пред Италија? времето, човек. Која земја испадна Италија во баражот? Нашата мила Македонија. Добро. Кој имат поиќе светски титули, Роналдо или Меси? Меси. Неме, ни едниот ни И другиот. другиот? Да, трик прашање. Катастрофа, биле двајца на шо прави. Кој е најдобар стрелец на светските првенства вкупно? Клосе, Роналдо Старион или Пеле? Старион Роналдо, дебелион. Клосе, го Клосе. помина за еден гол. Бе, за еден Да, бе, гол. 2010-та. И уште едно прашање, кај ќе се одржи светско првенство во 2026 година? Јужна Америка некаде треби да е. Горе. Погоре негде? Мексико. И? И Чиле. Не, бе, Не, бе, Чиле. Шо, бе. Каде? Мексико ти е средна и? Колумбија. Не е Јужна Америка? Северна Америка. Добро, САД, добро. А чека и таму Мексико нема и- и САД, цело САД? Да, бе, да. United States. Шо збориш, бе? Да, бе, да. Сами не можат ти? А може тама да, Ама да не нека се е, каре да, нешто да. за со гости, бе. Па добар веш, мислам то. Добар сум бе, чај да остопирам 3 минути се насве од прилика. Да. Добар сум бе за 3 минути и одговорив 4 точни прашања, едно пред време го одговорив, 6 значи можам да си дам. Заследете не социјалниве мрежи, Facebook, Instagram, Тралзе. особено Instagram. Ќе го пиши долу, ќе те заследат Да, секако. Instagram имам нешто да ти кажам и нормално по еден subscribe мавнете на YouTube тие што немате мавнато и се надеваме ќе имат доста интересни содржини оваа трета сезона на имам нешто да ти кажам. Прва епизода со Касарна Хаб и втора ќе видите кој ќе се. Точен одговор, втора ќе видите. Ево, на здравје со е Шолије. Фала Орце за Шолије. Ала, Торце. Сам ги платив мало. Ке се направи.